الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي المتين القاهر الظاهر الملك الحق المبين، أحمده حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين، المنصور ببدر بالملائكة المنزلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел во овој благороден месец, месец Рамазан, им подари големи и одлучувачки победи на муслиманите, а посебно победата во големата битка на Бедр. Победата на нивните непријатели многобожците од Курејшиите. Тој ден, во таа победа, Аллах Азза ва Джелле тој ден го нарече Јаумул Фуркан или денот на разликувањето. Затоа што со таа битка Аллах Азза ва Джел јасно направи разлика помеѓу вистината и лагата со тоа што го помогна својот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем и неговите следбеници, а ги понижи и ги остави без поддршка неверниците и многобожците. Оваа битка, битката на Бедр, се случи во Рамазан, втората година по хиџра. А причината за оваа голема битка беше тоа што Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем дозна дека Ебу Суфјан се враќал од Шам кон Мекка со караванот, пошто познато е дека Мекка главната екзистенција им била трговија која тргувале во Шам. Па слушнал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем дека Ебу Суфјан се враќа од Шам кон Мекка, па ги повикал своите асхаби да излезат кон него за да го пресретнат караванот. Курејшиите во теа време воделе битка против Аллаховиот пратеник или војна против Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби, што значи меѓу нив немало никаков договор, никаков мировен договор. Курејшиите ги протерале од нивните домови, ги заробувале, им ги зеле нивниот имот и им се спротивставија на даветот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Поради тоа заслужиле муслиманите да постапат со нивниот караван, онаке како што наумил Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем и неговите асхаби. Па Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем заедно со неговите асхаби, околу 310 асхаби, со нив имале само 2 коња и 70 камили. Меѓу тие борци 70 биле мухаџири, а додека останатите биле енсари. Тие излегоа со намера да го пресретнат караванот на Ебу Суфјан, а немале намера да влезат во битка. Немале намера да војуваат против курејшиите. Но Аллах Азза ва Джел ги соедини, ги споја нив и нивниот непријател без претходен договор, без претходен закажан судир. За Аллах Азза ва Джел да го спроведе она што веќе е одредено или било одредено и да биде она што Аллах Азза ва Джелле го посака.
Кога Ебу Суфјан дознал дека Аллаховиот пратеник алейхи салату вассалам излегол со неговите асхаби да го пресретне неговиот караван, испратил гласник кај курејшиите барајки помош од нив за да го заштите нивниот караван. Потоа Ебу Суфјан ја оставил вообичаената патека низ која патувал од Шам за Мекка, која била позната, па земал други пат покрај морскиот брег, па таке се спасил караванот на Ебу Суфјан. Во тие моменти што се унесува до курејшиите во Мекка, кога до нив стигнал тој повик од Ебу Суфјан за помош, тие излегоа со нивните угледници, со нивните првенци, речиси сите заедно, кои биле број околу 1000 луѓе. Значи муслиманите излегоe 300, а овие од мушрициве излегоe 1000. Со нив имале 100 коњи, за разлика од муслиманиве кои имае само 2 коњи. И со нив имале 700 камили, за разлика од муслиманиве кои имале само 70 камили. Па тие излегоа од Мекка, како што вели возвишениот Аллах Азза ва Джел, со горделивост, со арогантност, за да им се покажат на луѓето и за да ги одвраќаат од Аллаховиот пат, а Аллах го опфаќа се тоа што тие го прават. Со нив исто така имале зедено и пеачки робинки, кои пееле песни со кои ги играле асхабите и ја играле верата на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Кога Ебу Суфјан, кој бил начело на караванот, слушнал дека курејшиите излегле, повторно им пуштил гласник дека нивниот караван е безбеден, па да се вратат назад, да не влегуваат во војна. Но тие го одбиле тоа. Она ароганција што имаат, и секој еден неверник кој имат војска, кој имат снага, имат и ова ароганција. Па тие одбиле да се вратат назад. Тогаш Ебу Джехел, главата на овие зулумчари, рекол: се колниме во Аллах, нема да се вратиме во Мекка, се додека не стигнеме до Бедр. И таму ќе останиме 3 дена. Ќе колиме камили, ќе даваме храна, ќе пиеме вино, па арапите да слушнат за нас и за секогаш да се плашат од нас. Што се унесе од Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем, кога дозна дека курејшиите излегле, скоро сите ги собрал повторно своите асхаби да се посоветува со нив. Па им рече дека Аллах субханаху ва таала ми вети една од двете групи, или караванот, или војската. Што се унесе до караванот веќе се спаси. Па останува другото ветување, а тоа е победа или војската на курејшиите. И ове е ветување од возвишениот Аллах Азза ва Джел. Тогаш станал Миқдад ибн ал-Асвад радијаллаху ан, кој беше од мухаџирите, и му рекол: о Аллахов пратенику, и овие се зборои кои излегват од сорце на иман и цврсто убедување во Аллаховата вера и во посланието на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Рекол: о Аллахов пратенику, оди таму каде што Аллах Азза ва Джелле ти наредил. Се колниме во Аллах, ние нема да ти кажеме, како што му рекоа Бену Исраил на Муса алейхи салам: оди ти и твојот господар, па борите се, ние овде ќе останиме. Туку ние ќе се бориме од твоја десна страна и од твоја лева страна, и од пред тебе и од зад тебе. Тогаш станал и Саад ибн Муад радијаллаху ан, кој бил енсарија и бил водач од племето Аус. Па рекол радијаллаху ан: о Аллахов пратенику, може би се плашиш дека енсариите
мислат дека се должни да те помогнат само во своето место, само во Медина, а сега биле во Бедер, надвор и далеко од Медина. Па му рекол, јас сега ќе зборувам во нивно име, во име на енсариите. Тргни каде што сакаш, поврдзи се со кого сакаш, скрати врска со кого сакаш, земи од нашиот имот колку сакаш, дај ни колку сакаш и знај дека она што ќе го земаш од нас, од нашиот имот, е подраго за нас од она што ќе ни го оставиш. Оне што ќе го земаш од нашиот имот е подраго за нас од оне што ќе ни го оставиш, што нема да го земаш. За секоја работа што ќе ја наредиш, нашата одлука ќе ја следи твојата одлука. Се колниме во Аллах, ако тргнеш со нас и да ни водиш, се додека не стигнеме до Беркул Гимад, а тоа е далечно место, ние ќе тргнеме со тебе. И ако со нас го преминеш во ова море, па влезеш во него и ние сигурно ќе влеземе со тебе. Ние не се плашиме утре да се соочиме со непријателот. Иако се дупло 2 пати повеќе во број, иако имаат повеќе оружје, иако имаат повеќе камили и коњи и коњаници, ние сепак не се плашиме да се соочиме со овие непријатели. Ние сме стрпливи во војна, искрени при средба со непријателите, а може би Аллах Азза ва Джел ќе ти покаже од нас она со што ќе те израдува. Значи ќе ти покаже нашата храброст, искреност и непоколебливост кога ќе се соочиме со Аллаховите непријатели, што ќе биде причина за радоста на Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Кога тој ги слушна овие зборови алейхи салату ва салам, се израдва, па рекол: тргнете и радувајте се на добрата вест која им ја вети возвишениот Аллах Азза ва Джел. Се колнам во Аллах, како да го гледам или како да ги гледам местата каде што ќе паднат овие мушрици. Потоа Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем тргнал со таа војска на милостивиот, се додека не стигнале и не се сместие кај најблискиот извор од водите на Бедр. Тука муслиманите се сместија на блиската страна од долината, од страната на Медина, додека курешиите биле од другата страна, од страната на Мекка. Во таа ноќ, ноќта пред битката, возвишениот Аллах Азза ва Джел спушти дожд. Врз мушриците падна силен и пороен дожд, кој создаде кал и лизгав терен, што им го отежна движењето на мушриците и ги спречи да напредуваат. А додека Аллах Азза ва Джел врз муслиманите им даде лесен и благ дожд, со кој Аллах Азза ва Джел прво ги очисти, а потоа им ја зацврсти земјата под нивните нозе, им го стегна песокот и ги подготви за добар престој. Муслиманите му изградија на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем за солниште или логор на еден рид, од каде што имал поглед на целото бојно поле. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем потоа слегол од тој негов логор, ги порамнил сафовите и редовите на неговите асхаби и одеше низ местото на битката и со својата рака, и ова едно неговите муџиза, со својата рака Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем покажуваше низ местата на Бедр на свекое место кој мушрик ќе биде убиен на тоа место. И ова е од муџизата и чудата на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем, уште пред битка знаел на кое место точно кој мушрик ќе биде убиен. Потоа Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем погледнал кон своите асхаби и погледнал кон војската на курејшиите, па го замолил возвишениот Аллах Азза ва Джел да им го исполни ветувањето што им го даде, а тоа е победа над неверниците, а исто така и асхабите го молеле на возвишениот Аллах Азза ва Джел и му се обратија со дова за спас. Па возвишениот Аллах Азза ва Джел им одговори. Па вели во неговата книга: кога твојот Господар им објави на мелесите
Јас сум со вас, па зацврстете ги оние што веруваат. Јас ке внесам страв во срцата на неверниците, затоа удирајте ги по вратовите нивни и удирајте ги по секој нивни прст. Тоа е затоа што тие му се спротивставија на Аллах и на неговиот пратеник, а оној кој му се спротивставува на Аллах и на неговиот пратеник, на вистина Аллах е строг казнување. Тоа е така, па вкусете оваа казна, а за неверниците има и казна во џехеннемскиот оган. Што значи Аллах азза ва џел, како смиреност на верниците им испратил војска од мелеките. Потоа двете војски се соочија, па борбата се разгоре измеѓу нив и таа битка на Бедр се засили. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем бил во неговиот логор, а со него биле Ебу Бекр радијаллаху ан и Саъд ибн Муад, кои го чувале и штителе на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем. Додека тој во неговиот логор постојано му се обраќаше на возвишениот Аллах азза ва џел, барајќи помош и спас од него. По долго молење го обзеде кратка дремка. Кога се разбудил, излегол и рече алейхи салату вассалам: ке биде поразена оваа војска и ке се дадат во бегство. И ова е во самава битка или пред самава битка, исто така повторно ветување од Аллах азза ва џел и од Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, дека оваа битка муслиманиве ќе ја добијат, а мушриците ќе се вратат поразени. Потоа ги поттикнуваше своите асхаби на борба. Па рекол алейхи салату вассалам: се колнам во оној во чија рака е душата на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, нема човек што денес ке се бори против нив, па ке биде убиен стрпливо, очекувајќи награда од Аллах азза ва џел, свртен кон непријателот, а не бегајќи, а Аллах да не го воведе во џеннет. Ова е друго ветување. Свекој кој ќе се бори стрпливо, очекувајќи награда од Аллах азза ва џел, Аллах сигурно ќе му подари џеннет. Потоа некој од асхабите стана, кој исто така укажува на неговиот иман и иманот на асхабите, но со оваа случка иншаллах ќе продолжиме во следното дружење. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.